Менаџирањето на компаниите е многу значајно за да може успешно да се развива и да работи една компанија. Како менаџираат жените во бизнисот? Дали имаме примери на менаџирањето на модниот бизнис со своји специфики во македонското стопанство? Модниот бизнис мора да се свати пред се како бизнис. Мора да се направи напор да се направи вистински баланс, но да не се компромитира креативноста никако, велат модните креатори кои што се и во улога на основачи сопственици на модни бизниси. Потребно е да се работи посветено на воспоставување на рамнотежа, да се предочат компромисите и да се направат некогаш и потребните отстапки. Кога ќе се постигне идеалниот баланс помеѓу бизнисот и креативниот дел, веќе тоа е конечниот успех што модниот бизнис го бара и кој може да му донесе успех. Но за да се постигне тоа, потребни се големи вложувања и заложби на жената која менаџира и го има бизнисот. Анализирајќи го водењето, управувањето, менаџирањето на еден бизнис, во ова издание на емисијата Профит изборот е на модниот бизнис. Кога сме веќе кај една ваква специфична форма, клиентите и потрошувачите, купувачите се многу сериозно навлезени во сите анализи и во фокусот на еден бизнис, секако и во модниот. Каков е тука вашиот став, вашата едноставно насока, пристапот кон потрошувачите, каков однос имате, каква релација, некако формула која што се покажува дека е успешна? Кога започнав да го работам овој бизнис, едноставно бев 100% просветена на моите клиенти и на креативниот дел, нели, нормално, меѓутоа поголемиот дел од времето ми го земаше работата со клиентите. И тоа е многу добро, меѓутоа доколку сакаш да останеш на едно ниво на бизнис и понатаму веќе нели стагнацијата нема да ти пречи. Меѓутоа веќе кога сакаш да работиш бизнис кој што сакаш да го шириш и да направиш од ателје веќе модна куќа и моден бренд, веќе се менуваат работите во корен. Едноставно порано ако сум ги примала јас сите клиенти, сум работела со сите клиенти, сега колку и да го сакам тоа веќе е невозможно. Меѓутоа клиентот мора да стекне доверба во Кокев, а не во Тања Кокев. Значи, затоа што јас првенствено на мојата работа е поврзана со многу патувања. Поврзана е со многу состаноци кои што се надвор од мојата канцеларија и од мојот салон. Со текот на времето јас морав да ги научам клиентите дека мора да ја имаат истата доверба во моите асистенти и дека моите асистенти се единствено моја школа и ничија друга и дека не може да кажат ништо поинакво и поразлично од она што ми го кажала Тања Кокев. Тој транзитен период ми беше најтежок во мојот бизнис, затоа што јас едноставно не можев да се клонирам и да бидам на 6 места присутна, можам да бидам само на едно, нели? И морав работата со клиентите да ја оставам на моите асистенти. Тоа не беше прифатено нели нормално најдобро на самиот почеток затоа што сите те бараат тебе. Навистина Вам колку ви недостигаше таа директна врска со вашите купувачи, клиенти, како и да ги наречеме? Тоа е еден емотивен процес затоа што се вложувате, претпоставувам, максимално. Тоа е емотивен процес кој што ти нормално дека ќе ти недостасува, меѓутоа ако јас се одлучам да работам само со клиенти, јас ќе останам на ниво на ателје. Значи ќе работам кастомейд, ќе се купува нешто од моите колекции и така натаму, меѓутоа толку е приказната, тука завршува приказната. Ако јас сакам да го ширам мојот бизнис и да направам модна куќа, значи јас морам да патувам пред се, морам да ги гледам сите тие новитети, морам да склучувам нови договори, морам да барам постојано нови и нови дизајни, нови и нови материјали. Значи со сите тие мои патувања и истражувања дојдов до Валентина, дојдов до Унгаро, па веќе сега и до материјалите на Армани и Шанел за кои што ги работам со лиценца директно од нив. Значи јас не можам да бидам присутна тука во салон и да работам со клиент, а воедно и да станам застапник на тие луксузни материјали. Значи мора, меѓутоа многу е важно да знае клиентот дека не е оставен.
многу е битно да знае клиентот дека има некој кој што ќе се погрижи за него, исто како што би се погрижила и Тања Кокев за него. Значи довербата со самите потрошувачи, купувачи е многу важна. Довербата е многу важна, а многу е паралелно со тоа важен и тимот. Значи никогаш еден работодавец не смее да го запостави својот тим. Значи како е на реченицата, значи не се најбитни клиентите, најважни се вработените. Ако нели работодавецот е добар со вработените, тие ќе бидат одлични со клиентите. Значи јас едноставно сакам да бидам колку што е можно подобро ден во ден со моите вработени и затоа сите сме заедно 10 години. Значи тоа е навистина, со тоа навистина би сакала да си се пофалам затоа што тоа е реткост во денешно време вработените да не си одат од фирмата веќе 10 години и никој да не добие отказ. Нормално се случуваат некои моменти, меѓутоа она што е основата на мојата фирма, тие 15 на луѓе колку што сме од сам почеток и се одржуваме се уште заедно, тоа значи и за нив, значи и за мене. Колку тука вложивте во тој дел, можеби во едукација, се работи за специфичен бизнис, мода, сепак можеби вработените не се директно дојдени со ваква едукација на образба, колку тука беше тешко или потребно време на вистина да го изградите профилот на кадар кој што денес од оваа временска дистанца ќе биде вашата гордост? Кога го почнав бизнисот, навистина бев насочена на бизнисот, на креативниот дел и така натаму, и дури сега гледам дека сум направила мали лоши отстапки во однос на моите вработени. Меѓутоа тоа не било ни со лоша намера, ни со задна намера, едноставно толку било времето за да се посветиш. А сега гледам дека едноставно мора многу да се посветиш на вработените. Дека они тука поминуваат повеќе време отколку што поминуваат дома, дека они тука мора да се чувствуваат убаво, дека мора да им е убаво со мене и мене со нив, а потоа и на клиентите со нив. Така да многу вложив во тоа. Морам да кажам дека моите вработени ми ги отворија очите на некој начин, за некои грешки кои што ги имам направено, и тоа го сметам за голем благодат да дојде вработениот и каже: "Слушај, тоа не ми се допаѓа, сакам да го смениме и да почнеме да функционираме нели како што треба." Така да она што сум го имала како мањинка некоја, како некое што не сум приметувала на самиот почеток, навистина сум многу благодарна што сега го гледам и едноставно го вложувам во нив, го вложувам и во нивната едукација, повеќе верувам во практично едуцирање отколку во теоретско. Јас можам да ги пратам нели на милион семинари, на милион обуки, меѓутоа она што го добијат како едукација во самиот салон преку искуството со клиентите и преку работа со мене, тоа е едноставно незаменливо искуство. Многу вложија и они, многу вложив и јас, и затоа сме нели до ден денес заедно. И едноставно кога толку време поминуваш нели со некој човек, веќе нели тимот веќе безпрекорно функционира. Тимот функционира безпрекорно, да. Меѓутоа џабе јас ако вложувам и он некој не вложува. Едноставно тоа беше обострано вложување од двете страни и со желба нормално. Менаџирањето на бизнисите е многу специфично и доколку сакаме да ги гледаме бизнисите да се развиваат, да функционираат добро и да градат свој развој преку добрите брендови, а со особена специфика на анализата на модниот бизнис во ова издание на емисијата Профит, се потврдува дека треба да бидат исполнети повеќе услови за да може еден моден бренд да се гради, а менаџментот во голема улога е многу важен и пред се насока како треба да се пристапи во менаџирањето и управувањето на модниот бренд и воопшто на модниот бизнис. Соговорниците во емисијата Профит велат дека е потребна голема упорност, посветеност, истреност и анализа на се она што ги прави успешни и работењето и градењето на брендот. Во продолжение на емисијата Профит, разговорот со госпоѓа Тања Кокев, собственик на Кокев и моден дизајнер, ќе говориме продлабочено и ќе ги дополниме останатите важни аспекти кои што се поврзани со менаџментот на една компанија, особено со акцент на модниот бизнис. Господја Кокев, колку менаџирањето успевате да го вклопите со модата? Говориме постојано, анализираме еден специфичен бизнис кој што предпоставувам има специфики и во самото менаџирање за да може да биде успешен.
Мислам дека она што е носачко во мојот бизнис е креативноста сепак, затоа што први се колекциите. Тие се први кои што нели допираат до клиентелата и први ги гледаат и тие се оние кои што се очекувани и кои што се барани. Значи јас не смеам никогаш мојот креативен дел, создавањето на колекциите, да го ставам на второ место пред менаџирањето. Значи, мора прво да си направам таков еден амбиент во мојот простор, каде што ќе оставам максимално доволно време за создавање на колекции и за креирање. Така да автоматски менаџирањето втоаѓа, нели, да кажеме, на второто место. Меѓутоа, менаџирањето сепак е некако заедно поврзано, нели, со тој дел, затоа што мојата присутност е тука и едноставно гледам и надгледувам што се случува и ја работам организацијата на тимот и на целата модна куќа. Меѓутоа, ако сакаш да се посветиш и на едното и на другото подеднакво, едното ќе киксне. Тоа сигурно ќе киксне. Затоа мора да имаш доверба повторно кон тимот, кон вработените и поголем дел од менаџирањето да го оставиш на нив. Меѓутоа тоа мора да се луѓе со доверба, луѓе на кои што им веруваш и едноставно гледаш дека тоа знаат да го работат онака како што би го сработел и ти самиот. Многу пати македонски собственици на фирми и така натаму викаат дека никогаш никој не може да сработи онака како што би го сработел, нели, ти самиот. Не дека не се согласувам со тоа дека, нели, ја би го сработела најдобро, меѓутоа едноставно не можеш. Во одредена фаза на бизнисот тоа е невозможно. Не можеш, немаш време, не можеш да постигнеш. Значи мораш веќе да препушташ дел по дел на својот тим, на своите вработени, да се создаде, значи, таква една атмосфера кај што секој ќе си има свој дел за менаџирање, свој дел за работа, а сето тоа пак успешно да го склопиме во една приказна. Така Чина ми искуствата покажуваат, барем од она што може да се види на терен, дека токму собствениците кои што не довериле на тимот дел од задачите или не ги делегирале, сметајки токму дека можат се сами да одработат многу подобро отколку нивните вработени, како што и сами велите, може би вистина голема има во тоа. Но сепак со растот и развојот на бизнисот едноставно не може да се функционира по тој модел. Не може. И тука се кршат можеби најмногу дилемите или пак самиот менаџер дали воопшто да довери на некој друг да го води бизнисот, а тој само да остане како некој кој што е собственик и едноставно да гледа како одат работите, или пак да продолжи со тоа темпо, а тука честопати се прават грешки кои што пак подоцна потешко и се поправаат и тоа е на штета на бизнисот во секој случај. Тоа е на штета на бизнисот, тоа е штета на приватниот живот. Значи јас не сум човек, пак ќе кажам, кој што сака да ја робува на работата. Значи јас имам едноставно некој мој хедонистички пристап кон работата. Значи сакам да уживам во работата до тој степен каде што стварно не треба жртва да бидам јас или да бидам мојата ќерка жртва во целата таа ситуација. Едноставно мора да се одреди, прво својата одредница треба да си ја дадеш, колку сакаш да бидеш присутен на работа, колку сакаш да бидеш присутен на дома. А баланс може да се направи. А баланс секогаш може да се направи, да. Баланс секогаш може да се направи. Продолжувајќи ја нашата анализа во однос на она што значи управување, менаџирање и водење на еден моден бизнис, многу важно е дали воопшто има простор за работа во модниот бизнис кај нас. Јас на почетокот напоменав дека во последните години некако сме сведоци како публика можеби дека веќе се создадоа добри модни брендови кај нас, за волја на вистината, повеќето дами веќе се етаблирани, докажани, што потврдува дека оваа дејност на вистина веќе може да се пофали со своја позиција во однос на правните субјекти или на компаниите во стопанството. Каква е вашата перцепција во овој дел? Па чим работам и обстојувам 10 години, нели, во Македонија, нормално дека моето искуство е позитивно и дефинитивно има простор за моден бизнис во Македонија. Сите, нели, поаѓаат од тоа дека Македонија е мала држава, дека навистина пазарот е многу мал и така натаму, не е точно. Значи, можеби јас не можам во текот на годината да го зголемам бројот на венчавките. Колку се, толку се, така, значи тоа не можам јас да го. Меѓутоа можам, како што кажав на почетокот на самата емисија, можам да ги зголемам моите продукти. Можам да внесувам нови линии, да внесувам нови производи. Едноставно тоа е тоа што ќе ме води напред.
нема дилема дека има простор за моден бизнис во Македонија, затоа што и самите македонки, од моето искуство до сега, гледам дека они не прават разлика помеѓу премиум, добар бренд, значи од надвор, и премиум бренд од Македонија. Значи би ги дале подеднакво истите пари кога е нешто премиум, кога е нешто добро. Без разлика дали е произведено во Италија или во Македонија, без разлика дали е тоа Валентино или Кокев или некој друг македонски дизајнер. Не верувам дека постои разлика во квалитетот. Квалитетот е еден, само треба да се препознае и едноставно луѓето навистина се спремни да платат ако видат дека станува збор за квалитет. Нормално дека брендот како позиција носи плюс моменти кои што го леснуваат патот. Меѓутоа сепак можеби ќе треба малку поголем влог во маркетинг додека да се стигне нели до тоа позиционирање на брендот. Меѓутоа ако тоа пак нема квалитет позади себе, џабе е нели целиот маркетинг. Така да знаат да препознаат премиум без разлика дали е македонски или е производ од надвор и спремни се нели да платат за него без разлика што доаѓа од Македонија. А и друга работа, ние во Македонија имаме најголемата модна индустрија од аспект нели на оној другиот дел од модата, индустрискиот дел од модата. Едноставно сите креатори надвор кои што нели креираат и работат големите модни дизајнерски имиња шијат во Македонија. Значи нашата традиција во однос на текстилната и конфекционерството повеќе го имаме на високо ниво. Го имаме на високо ниво и тоа само треба да го искористиме. Например, јас мојата колекција, материјалите ги набавувам, како што веќе кажав, од Валентино, Шанел и Армани, меѓутоа комплетно изработувам во Македонија за фирма која што работи токму за еден од тие големи дизајнери. Значи нема потреба јас да идам надвор да го работам тој производ кога истиот тој квалитет го имам во Македонија. За разлика да речеме од кондурите кои што морам да ги работам во Италија. Затоа што сметам дека се уште не сум нашла фирма во Македонија која што може да ги задоволи моите потреби за таква една совршена естетика, а воедно и квалитет. Имав потреба да работам со италијанците на кондурите, затоа што знаев што ќе добијам и тоа се покажа како успешно. Меѓутоа, за текстилната индустрија едноставно све имаме ние тука, само треба малку повеќе да се работи. И да го цениме можеби своето повеќе. И да го цениме своето, да, дефинитивно. Гордост е кога ќе се слушне дека навистина имаме одлични и модни брендови, луѓе кои што со сиот свој потенцијал и интелектуален и знаењето и вложуваат и продолжуваат во тој цел процес на едукација до софистицирано, значи да го направат сопствениот производ за да може да биде гордост и нивна лична како бренд и како производ, а и на државата, затоа што во некои индустрии и сектори се уште не можеме да се пофалиме со македонски бренд на дадениот производ од таа дејност или индустрија. Така што навистина е задоволство кога еве и пред гледачите ќе можеме да истакнеме дека тука веќе сме во силни позиции и дека можеме и понатаму да напредуваме. Ако го анализираме менаџирањето на бизнисите и жените во бизнисот кај нас, според податоците, само 12% од жените во бизнисот во земјава се наоѓаат на менаџерските позиции. Женското предприемништво во земјава се стимулира, а на тоа поле работат и многу организации кои ги охрабруваат жените да го основаат бизнисот, велат експертите. Степенот на образование на жените споредено со некои европски земји е повисок, а тоа пак е мотивација за поголема застапеност на жените во бизнисот. Според последните податоци од Централниот регистар во земјава постојат 22.361 активна компанија со 51% учество на основачкиот капитал на жени на менаџерските позиции. Жените предприемачи најчесто се застапени во микро и малите фирми. Податоците покажуваат дека жените најчесто менаџираат со бизнисите во услужните дејности. Повеќе од 40% од жените менаџери се во трговските предпријатија, како и во секторот поврзан со производство на храна. Во делот на иновацијските технологии, жените се помалку застапени. Ајде малку да ја анализираме конкуренцијата. Јас во повеќе наврати говорам дека се создаде веќе етаблиран моден бренд во Македонија, говорејќи генерално, што значи дека многу се работи во оваа дејност и
токму тука си резултатите. Да. Што чувствувате вие во тој поглед во однос на конкуренцијата? Наискрено многу се радувам на конкуренцијата. Меѓутоа, на онаа конкуренција која што, работи на оној начин на кој што јас работам. Не зборам во однос на креатива, тука сме сите различни и треба да бидеме различни. Конкуренција според мене може да ми биде само оној кој што исто вади толку колекции годишно колку што вадам јас. Кој што има исто, да кажеме, толкав голем простор како што имам јас, кој што го нудам целиот комфорт на моите клиенти. Значи сакам едноставно да ни парираат техничките услови и можности кои што ги даваме на клиентите и работењето и вадењето на колекциите. Значи мене не може да ми биде конкуренција доколку некој не прави ни една колекција годишна, се нарекува моден дизајнер или модна куќа и така натаму. Тоа не е здрава конкуренција, не е нешто што ме мотивира да се споредувам. Не, меѓутоа ете така да видиш нешто интересно, па тоа да те пецне, па да те заинтригира и така натаму. И се радувам на конкуренцијата и сакам да има колку што е можно повеќе модни дизајнери кои што ќе работат на овој систем и начин на кој што работам јас, по сите салтанати кои што ги наметнува западниот свет во однос на модата. Друга конкуренција навистина не признавам. Значи таа конкуренција ја сакам и ја почитувам, а се друго во однос на креативна смисла дали е подобар или е полош, ние тоа не можеме да го измериме кој е подобар или полош во креативна смисла. Ние можеме да видиме кој навистина работи професионално и ја дига модата на едно ниво во Македонија, која што треба веќе полека од мода како уметност, како култура, да преде веќе и на ниво на индустрија, затоа што ќе ја земам за пример првата дама на Америка, Мишел Обама. Едноставно таму се свесни модата кој бизнис и која индустрија е. Она секогаш носи креации од млади американски дизајнери, кои што на тој начин ги промовира. Со самата таа промоција, значи веќе модата полека излегува само од тој шоу бизнисот, од модата, од културата и навлегува веќе во индустријата, каде што бенефит имаме сите ние. Ние, например, имаме во Македонија милион наставни, каде што се доделуваат награди на пејачи, на глумци и така натаму. Сите овие 10 години додека јас работам, модните дизајнери нигде не нема. Ниту има во култура, ниту во уметност, ниту во шоу бизнис, ниту во индустрија. Едноставно никој нигде не става. Сепак и ние работиме. Ова нека биде потик, можеби не зборам за наградите. Се покажало не можеби работењето и напредокот. Еве јас говорам од позиција на дејност, на бизнис кој што евидентно се гледа дека напредува. Значи ние како модни дизајнери сме и костимографи, ние работиме во театар. Ние како модни дизајнери, значи сме уметници. Ние како модни дизајнери во однос на бизнис сме индустријалци. Значи ние сега нема во секој дел, а нигде не нема во суштина. Никој буквално не се позаморил за модата да ја однесе на тоа ниво на кое што треба, за да има бенефит и самата фирма и нормално вработените кои што се во таа фирма и во крајна линија и самата држава. Модата од аспект на јавниот сервис, значи е ставена на некое честни исклучоците, на некое најниско ниво кој што никој не допира до нас, никој ништо не бара од нас, никој никаде не бара да се појавиме. Како да не постоиме на јавното плато на јавниот живот во Македонија. Еве ова наше издание на емисијата Профит нека биде добар потик за посериозен пристап и кон модата и кон модата како дејност, како правни субјекти. Така кажам да не бидам погрешно сватена, не за да се додели награда на дизајнер, да се додели награда за колекција. Но говориме за развој на една дејност. Говориме за развој на една дејност која што и треба малку повеќе популаризација од ова што го има во моментот. А и регрутира дополнително и многу вработени, што е за почит. Апсолутно. Фокусот оправдано би било потребно да се насочи кон него. Господја Кокев, жената и модата, наспроти жената и бизнисот, каде се чувствувате поудобно? Порано ќе кажав дека поудобно се чувствувам во модата и се уште е тоа така. Меѓутоа сега во оваа фаза мојот бизнис е во најкомплексната фаза во неговиот развој и сакам нека морам да се чувствувам удобно во делот на бизнисот, затоа што навистина е многу комплексно, навистина многу наеднаш се случија многу млини, многу гранки во мојот бизнис и морам да научам да се чувствувам удобно и во делот на бизнисот. Иако пак ќе кажам, повеќе во модата најубаво ми е кога ќе влезам во оваа канцеларија, кога ќе се затворам сама, кога ќе креирам и кога излегуваат сите тие колекции од мене.
Но ете, морам да научам да се чувствувам удобно и во делот на бизнисот, иако нас креативците малку ни е тоа така пострански дел, да го наречам, по дел кој што не се чувствуваме нели најубаво, ама го учиме. За колку време се раѓа една модна креација кај вас созрева и веќе ја ставате на хартија, понатаму и некогаш за една секунда, некогаш за 6 месеци. Да, нема правило, бидејќи инспирацијата е навистина нешто со кое што не можеш да го предизвикаш, не можеш да го иницираш да се појави од нигде никаде. Мора да дојде таа инспирација од негде. Фала му на Господ да сум немала проблеми до сега со инспирација. Највеќе црпам од уметноста, низ вековите, сето тоа го адаптирам на ова наше време, го прилагодувам, секогаш балансирам помеѓу тоа да не трпи уметноста, ама да не трпи ни комерцијалниот ефект. При тоа да биде практично, удобно, при тоа да биде се практично, чувствува не верувам во уметност заради уметност, верувам дека секоја уметност и секој уметничко дело треба да има плюс функција. Нели, тука е секако естетиката, тука е секако практичноста, едноставно модата работи на аутфити, работи на гардероба. Гардеробата која не се носи, ако не е нослива, мислам дека сама по себе тогаш ако е создадена е празна, не е искористена. Така да тука повеќе сум насочена кон американските дизајнери, посебно еве Майкл Корс кој што има кажано, ако тоа парче е неносливо, ако тоа не може да најде своја примена, мислам дека нема ни поента да се направи. Можеме да бидеме уметници во театар кога не ангажираат, кога работиме костимографии. Тука да си дадете малку Тука да си дадеме слобода. малку одишка, да работам со режисери кои што навистина имаат доверба во мене и навистина ми е големо задоволство да работам во театар, али кога се работи за бизнис, од кој што зависи мојата екзистенцијата на моите вработени и клиентите секако се тука, не смеам многу да се пуштам. Секогаш го правам тој баланс. Од вашата досегашна работа, на што се гордеете најмногу, што сметате дека е вашето ремек дело од досегашната работа? Па многу сум горда на парфемот, навистина, затоа што многу научив додека се работи тој парфем. Целата постапка веќе ја научив, ја знам како иде и осознав милион мириси за кои што не ни знаев дека воопшто постојат на светов. Горда сум на тоа првенче, затоа што го направив баш онаков како што сакав да биде, го посакував со години, така тоа ми е едно од моите бебиња. Господја Коќа, секако да се вратиме на концептот на емисијата Профит, еве малку чинам на задоволство на гледачите, сакав да допреме и до на малку покреативното, уметничкото, да извлечеме од вас што може да се каже, а тоа воедно е дама која што долги години со сите предизвици се соочува и сака да го направи најдоброто и во бизнисот и во модата, говорам во модата од аспект на дизајнот и на стилот. Она што е многу важно е колку водењето на бизнис, за да бидат задоволени сите овие компоненти, треба да се сметаат и од аспект на постојано едуцирање и во делот на менаџментот, на организацијската поставеност, на водењето со вработените, па понатаму да не говорам во овие нови модни трендови, се она што е една навистина обемна компонента, а воедно со еден збор се нарекува моден бизнис. Верувам во едуцирање, тоа го кажав нели и пред малку, меѓутоа не верувам во суво теоретско едуцирање. Тоа мислам дека не може многу да помогне, повеќе верувам во тие практични искуства кои што ми ги носи самиот бизнис, а и едноставно верувам во тоа дека не можеш се да знаеш. Значи, добро е јас како собственик нели на оваа фирма, како моден дизајнер и така натаму, да го познавам максимално добро мојот дел. А мојот дел се знае кој е. Значи, тоа е модниот дизајн. Тука не смеам да имам пропуст никаков. Меѓутоа, во однос на сите други сегменти, како менаџирање, како на маркетинг и така натаму, сум едуцирана до оној степен до кој што јас можам подготвено и спремно да правам муабет нели со моите соработници на таа тема. Повеќе од тоа не треба ја да знам, треба они да знаат. Значи јас не можам да бидам одлична сегде. Значи можам да бидам само во еден дел одлична. Во другите делови треба да бидам задоволителна, за да знам што сакам, за да им пренесам што сакам, за да мене правилно да ме сватат и понатаму да си ја завршат својата работа. Да, едуцирање, меѓутоа во сегментот што не е твој, на некое елементарно, базично ниво, нели, плюс подкрепено со практично искуство кое што многу повеќе значи за разлика од ова
од ова другото и едноставно доверба во соработниците. Тоа е мојот тип на едуцирање. Има ли побарувачка за брендирана облека во модните студија? Еве, како што говориме, некако се забележува дека се повеќе се обрнува внимание токму на овој сегмент од модата. Некако дали тоа се приликите, дали наметнатата потребата од поквалитетни парчиња, пазарот се менува, потрошувачите навистина и тие како резултат можеби на поголема пристапност од интернет, од странските држави. Каква е тука состојбата? Тука повеќе би зборала за секојдневната гардероба ке мене, отколку за венчалните фустани и свечената тоалета, кој што секако едноставно се знае. Доаѓа клиентот, нарачува на што го сака или нели во консултација со мене, со моите асистенти. Меѓутоа, тоа е нели нешто што се носи еднократно и така натаму. Збориме веќе кога збориме за брендирана облека и потреба од брендирана облека, повеќе се става акцент на секојдневната гардероба, бидејќи тоа го носиш секојдневно, тоа го покажуваш на работа или го покажуваш на некоја вечера или ручек и така натаму. Има потреба за брендирана гардероба, меѓутоа барем во случајот кај мене сум приметила не дека не им прија тоа што е Колкев или не го посакуваат Колкев, тоа е лошо за мене ако не го посакуваат, затоа што треба да го однесеш твојот бренд до некој афинитет на големите светски брендови. И тоа е убаво што го посакуваат Колкев поради Колкев, меѓутоа сепак она што го гледам јас е дека го посакуваат поради тоа што навистина се најдува во моите парчиња, се најдува пред од аспект на квалитет, затоа што наспроти целата оваа индустрија која што последниве години го преплави пазарот со полиестер, со лоши материјали, со исклучително лоши материјали, јас тука работам со 100% природни материјали. Значи јас не можам да бидам Колкев да работам со полиестер. Не можам да бидам Колкев. Квалитетот е главен предуслов за да се одбере добар производ. Да. Значи не можам да бидам Колкев да работам со лоши материјали. Морам да бидам Колкев и морам да работам со свила, морам да работам со волна, морам да работам со кашмир. Значи не може да градиш премиум бренд и некој да бара брендирана облека, а тоа да не носи ништо позади тоа. Значи брендирана облека, премиум брендирана облека и премиум квалитет позади целата приказна. Најважно е што веќе се препознава тој квалитет, веќе се гради одредена база на купувачи кои што знаат да го препознаат тој квалитет, а на почетокот говоревме дека веќе и да платат иста сума која што би ја платиле и надвор за некој странски бренд. Сега нашата заложба е да останат тие финансии кај нас, затоа што и тука имаме луѓе ги посочуваме како примери кои што истиот труд и тоа можеби многу повеќе го вложуваат за да стигнат до одредено ниво, да бидат препознаени како квалитетни, а при тоа се наши македонски производи и наши брендови. Токму затоа еве и преку ова издание на емисијата Профит го потенцираме фактот дека навистина и оваа дејност и луѓето кои што се составен дел многу упорно работат сите овие години и веќе на едно одлично ниво се позиционирани, а тој развој го посакуваме секако да продолжи и понатаму. Ми беше исклучително драго што во ова издание на емисијата Профит еве и од женски агол го анализиравме бизнисот со фокусот на менаџирањето, зафативме еден дел од самиот моден бизнис со својата специфика, од маркетингот за него, понатаму од начинот, односот со купувачите, од тоа како модата е позиционирана во Македонија, од перспективите. Се надевам тоа ќе биде на задоволство и на гледачите. Вам ви посакувам успешна работа и навистина новите креации да бидат гордост на Македонија како моден бренд. Ви благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата Профит. Ви благодарам многу и се надевам дека ќе допреме до клиентите и до љубителите на модата. Благодарам. Благодарам. За да се успее во бизнисот, во менаџирањето и управувањето на компаниите, особено кога се работи за модниот бизнис, потребни се повеќе фактори и предуслови кои што е потребно да бидат исполнети за да може тој да се развива и успешно да функционира. Кога говориме за жената која што се наоѓа на менаџерската позиција, се потврдува, а тоа го потврдуваат и соговорничките во емисијата Профит, дека многу важно е да се има визија и да се насочи целата енергија кон развој
развојот, кон организацијската поставеност, кон градењето на тимот, со голема посветеност за да може успешно да се работи и да се креира тој моден бренд кој што очекувано во последниве години на пазарот се забележува, а се повеќе компании кои што работат во сферата на модниот бизнис, а при тоа имаат менаџери кои што се жени, го потврдуваат тоа и го градат токму тој развој на модниот бизнис. Почитувани гледачи, тоа беа содржините за ова издание на емисијата Профит. Следете ги репризните изданија, а на Профит, наша ТВ, YouTube каналот имате дополнителна можност да ја следите емисијата. Довидување.